општина Прилеп продолжува со екозаштитата и подобрување на животната средина на граѓаните од нашата општина. Имено, минатата година знаете дека ја пуштивме пречистителната станица за отпадни води. Прилеп е еко-општина со примарна селекција на отпад, а амбиенталниот воздух кој што години назад не знаевме дали е загаден или не загаден, почнавме од пред една година отприлика со поставување на една мерна станица за мерење на загаденоста на амбиенталниот воздух. Денес продолжуваме со неколку мерни станици, тоест поточно 6 мерни станици што ќе бидат поставени во општина Прилеп на различна локација од градот, каде што како Прилеп, како пилот проект ќе биде во наредните 6 месеци, каде што ќе се мери амбиенталниот воздух на овие 6 локации. Тие 6 локации ќе бидат во овој момент. Во текот на овие 6 месеци сите тие 6 мерни станици ќе бидат дислоцирани на различни места од градот, да се добие адекватна, правилна и реална слика за загаденоста на амбиенталниот воздух во нашиот град. Особена чест ми е да ја представиме пилот инсталацијата во општина Прилеп. Голема благодарности до господинот градоначалник Илија Јовановски кој што ги прифатија да бидат пилот инсталација. Како што кажавме, последните 6 месеци ќе се одвива тест периодот каде што ќе се извршат првите мерења и ќе се види имплементацијата на целиот систем. Инаку Екомонитор е проект кој што е поддржан и од Фондот за иновации и технолошки развој. Станува збор за мерни станици за загадување на воздух и други метеоролошки податоци, како што ќе кажам и на остатокот од пресконференцијата. И се надеваме на особен успех, поготово што сега во средата ја завршивме инсталацијата на шестата мерна станица и на двете базни, односно комуникацијски, попрецизно комуникацијски станици во Прилеп. Сите сензори кои што се користат се со индустријски квалитет, се набавуваат од Европската унија и поседуваат CE сертификат. Тоа значи дека нивните параметри се валидирани и акредитирани во Европската унија и задоволуваат сите стандарди на Air Quality Index, на квалитет на воздух, индексот за квалитет на воздух, ги исполнуваат сите европски стандарди. Инаку користиме, како што кажав, индустријски сензори од светски производители како што се Honeywell, Siemens и Bosch, кои што важат за апсолутни лидери во таа област и општо во областа на кога станува збор за развој на технологии, сензори и слично. Инаку ова е само еден проект од десетина кои се занимаваат со решенија од аспект на заштита на животна средина и заштита на животната средина кој ги финансира Фондот за иновации и технолошки развој. Неодамна беа презентирани реалните ефекти во Скопје од овие финансирани проекти и можевме на дело да се увериме дека навистина се работи за проекти кои во иднина би имале некаков импакт во заштитата на животната средина. Инаку се работи за проекти кои во вкупна инвестицијска вредност од 1 милион евра, од кои 250.000 евра се сам влог на компаниите. Значи зборувам за проектите кои се финансирани за заштита на животната средина. Инаку, како што може да видиме и ние во Скопје на презентацијата и верувам и денес, се работи за реални компании кои ангажираат реални луѓе и кои имаат реални ефекти. Сега ние немаме тука некаква дилема дека ќе го решиме ние проблемот со загадувањето, меѓутоа ние даваме наш допринос во решението на тој проблем и се надеваме дека секој поединец па и организација треба само од себе да тргне во својата област на делување да го решиме овој проблем кој е многу актуелен последниве години. Инаку дека посебно внимание им посветуваме и на овие проекти кои се занимаваат со заштита на животната средина, говори фактот што за многу брзо месец до 2 ќе објавиме уште еден повик од предизвик под број 2, каде што ќе финансираме повторно проекти кои ќе работат на детектирање на загадувањето на амбиенталниот воздух во урбани средини, но и конкретни решенија.